ова е порака од еден мој пријател, вели биостатиката не дозволува апсолутни бројки, туку процент на заболени од милион жители. 1000 2 милиони или 1000 20 милиони не е исто. Во проценти на милион жители водиме. Тоа е факт, тоа е статистика, тоа е она по што се води медицината и по што се прават параметрите кога се работи за оваа пандемија. Колега, во цело се согласувам дека треба се почитуваат мерките, затоа што мерките постојат, мерките беа се во важност и денеска. Значи мерките важеа и за оние кои што правеа свадби, и оние кои што правеа концерти, но и за оние кои што организираа погреби од 300 и повеќе луѓе. Значи тука е проблемот до спроведување на мерките. И јас сега упорно пробувам да се вратам на темата и да не говорам за спроведувањето на мерките, а вие цело време ме навраќате на таа тема. Значи и мерките, и спроведувањето на мерките се дел од агендата на владата. Значи и владата ги изрекува мерките, институциите, односно инспекторатите треба да постапуваат по тие мерки и тоа не е спорно, мерките треба да се почитуваат. Така да сметам дека во овој дел нема недоразбирање, а околу барањето за оставка, тоа е легитимно право, затоа што ако говориме за традицијата, па вие како политичка партија баравте оставка заради еден случај кој што остана, дали немаше виновник после тоа во постапките, баравте одговорност од министерот за здравство и го нарекувавте министер за смрт. Денеска имаме стотици мртви, двоцифрен број на мртви од коронавирусот дневно. Ние во ниту еден момент не го нарековме министерот Бенко Филипче министер за смрт. Бараме одговорност затоа што како опозиција не сме задоволни од работата на министерството и сметаме дека оставката на министерот треба поднесува нулта основа од која што ќе почнеме да ги подобруваме сите работи во здравството. Благодарам. Фала.